Македонија празнува, нека е честит Илинден. Гладневни вести во нив. Македонија го празнува Илинден, 110 години од Илинденското востание и 69 години од Асно. Продолжениот празничен викенд донесе редици автомобили на Табановци и Богородица. Се чека и по 1 час. Од секогаш сум бил жртва на судски прогон, но битката продолжува. Емотивна видеопорака на поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони. Шокантни снимки од надзорни камери во возовите во Аргентина. Машиновозачите спијат, читаат книги или си играат со мобилниот телефон. Македонија празнува, се одбележуваат 110 години од Илинденското востание и 69 години од Асно. Централната манифестација е во Крушево на Мечкин камен, каде што владата организира голем народен собир. Во Крушево е колегата Гоце Михајловски. Гоце, каква е атмосферата? Да, Сања, како што кажа, во секој момент овде на Мечкин камен во близина на Крушево треба да започне централната манифестација по повод 110 годишнината од Илинденското востание, најголемиот вооружен бунт на македонското население против османлинската власт. Покрај културно-уметничката програма се очекува од ова историско место на кое херојски загинал војводата Пито Гули со околу 40 на своји комити од неговата чета, да собрати премиерот Никола Груевски, кој традиционално на големите празници упатува важни пораки за иднината на државата. Она што особено очекуваат да го слушнат граѓаните присутни тука е каков е неговиот став по повод пораките на Али Ахмети дека е дојдено време за компромис со Грција за името, доколку не сакаме да бидеме соочени со нова опасност од некоја нова дестабилизација на земјата. Груевски се уште се нема произнесено, па се очекува тоа да го направи денеска. Инаку атмосферата на Мечкин камен е празнична, иако веројатно има помалку луѓе од тоа што се прогнозираше и очекуваше. Тие што дојдоа во сопствена режија или пак со организираниот автобуски превоз од целата држава се разладуваат под дебелите сенки, а некои со пијалоци искара во импровизираните кафеани. Како и претходните години, и сега има многу тезги со разни реквизити, кои најчесто се интересни за странците. Инаку ще да кажам дека годинешното одбележување на Илинден 903 се одвива под мотото една идеја, многу победи, а во негови рамки се одржува и манифестацијата 10 дена Крушевска република, која исто така е под покровителство на премиерот Никола Груевски. Тања. Гоце, јас ти благодарам за ова јавување. Нашата цел е демократски и економски напредна држава, интегрирана во Европската унија и НАТО, и свесни сме дека на тој пат е испречено абсурдно барање, порача председателот на државата Ѓорги Иванов од Меморијалниот центар Пелинце. Пред споменикот на Асном се поклонија и владина и собраниска делегација на борците од НОБ, како и делегација на опозицијата предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев. Од нас се бара да се откажеме од тоа што сме биле, што сме и што мора да бидеме. Од нас се бара да се откажеме од сопственото име, од сопствениот идентитет. Човек може да се откаже само од она што го поседува. Зарем го поседуваме воздухот што го дишеме и водата што ја пиеме? Зарем го поседуваме сонцето што не грее и времето што минува? Исто е и со името и со идентитетот. Името и идентитетот се дел од нас и ние сме дел од нив. Од нас се бара да се откажеме од историјата, како да станува збор за некоја книга што само ја позајмуваме и враќаме во библиотеката наречена колективна меморија. Но историјата не е приватна собственост на само еден народ или една држава. Историјата не е само она што е запишено во книга. Таа е сиот проживеан живот на генерациите пред нас. Историјата е заедничка. Таа е дел од нас, дел од она што сме биле, што сме и што ќе бидеме. Вратите на манастирот Прохор Пчински годинава останаа затворени за официјално празнување. Македонската влада и годинава не побара одбележување на годишнината од Асно. Владата одлучила воопшто да не бара дозвола од српските власти за посета на местото, каде што се донесени најважните документи за државотворноста, бидејќи се проценило дека Српската православна црква, која го има во владенија манастирот, и понатаму е негостопримлива за официјални лица од земјава. Српскиот премиер Ивица Дачик од Кумановски Зебрњак, кога српската влада одбележуваше 100 годишнината од Кумановската битка, порача дека лично ќе се заложи за да се прослави 2 август во Прохор Пчински. Македонија и Србија во 2001 имаат потпишан договор за непречен пристап до манастирот, но не се почитува.
Во Скопје одбележувањето се одржа пред споменикот на Методи Андонов Ченто на плоштадот Македонија. Делегацијата ја предводеше председателот на Собранието Трајко Велјановски, а во чест на името на владината делегација оддаде министерот за одбрана Талат Џафери, како и опозицијски делегации. А празничниот и продолжен викенд донесе редици автомобили на Богородица и Табановце. На граничните премини Табановце и Богородица има зголемена фреквенција на возила, каде чекањата се од 30 минути до 1 час. На останатите гранични премини нема подолготрајни задржувања, информира АМСМ. Предпразнична кражба во Гостиварско. Непознат сторител синоќа од куќа од село Чегране, Гостиварско, одзел поголема количина на златен накит и предмети вредни околу 40.500 евра. Еден час предходно во куќа во тетовското село Седларце, непознат сторител одзел поголема количина на златен накит, 1000 евра, лаптоп и други предмети, стекнувајќи се со вкупна противправна имотна корист од околу 10.000 евра. И во двата случаи крадците со помош на соодветен алат ги обиле вратите и прозорците од куќите и по кражбата си заминале. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на сторителите. Пресудата која Врховниот суд ми ја изрече нема никаква основа, туку само ќе ми ја одземе личната слобода и политичките права. Ова го изјави поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони, кој се обрати на јавноста преку емотивна порака. На своите сограѓани вети дека ќе продолжи битката, тврдејќи дека е жртва на прогон на судските органи, уште откако влегол во политиката. Во изминатите 20 години направив многу нешта во корист на мојата земја, а на крајот од мојот јавен живот награден сум со обвинување и пресуда која нема никаква основа, туку само ќе ми ја одземе личната слобода и политичките права. Ова го изјави поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони, кој се обрати на јавноста преку емотивна порака. На своите сограѓани им вети дека ќе ја продолжи битката, тврдејќи дека е жртва на прогон на судските органи уште откако влегол во политиката. Над 50 судски случаи со кои се соочува Берлускони ги опиша како вистинско судско малтретирање кое е неспоредливо во цивилизираниот свет. Живееме во земја која не знае да биде праведна. Никој не може да го разбере вистинското насилство кое е резервирано за мене преку серија обвиненија и судски процеси што немаат основа во реалноста. Категорично ја отфрли пресудата на Врховниот суд дека некогаш досега направил даночни измами. Горд сум што придонесов да се зголеми богатството на оваа земја, уплаќајќи милиарди за даноци. Голем дел од неговите противници ја прославуваа првата конечна пресуда против него, но има и такви за кои пресудата е вистинско изненадување. Не очекував да биде осуден, мислев ќе се излече и овој пат. Ова е прв пат во неговиот живот исполнет со скандали поранешниот италијански премиер правосилно да биде осуден. Казната затвор се однесува за медиумскиот концерн во собственост на Берлускони Медиасет за неговите тајни банкарски сметки во странство и за тоа како вештачки ја зголемувал цената на емитување на филмови. Ваквата судска разврска го доведува во прашање опстанокот на коалицијската влада на премиерот Енрико Лета и покрај тоа што Берлускони изјави дека неговата партија ќе продолжи да го поддржува кабинетот. САД во недела ќе затвори неколку амбасади во муслимански земји ширум светот од безбедносни причини. Портпаролката на Стејт Департментот Мари Харф објасни дека станува збор за мерка на предпазливост и нагласи дека дел од дипломатските представништва би можеле да останат затворени подолго од еден ден. Телевизијата CNN соопшти дека оваа мерка е поврзана со разузнавачка информација за заговор за терористичката мрежа Ал-Каеда през дипломатските мисии на САД на Блискиот Исток и други муслимански држави. Почестите инциденти во железничкиот сообраќај во Аргентина, за кои властите одлучиле да постават камери во кабините на машиновозачите. Меѓутоа резултатите биле вчуденевидувачки. Снимките покажале дека додека возот се движи, тие нималку не обрнуваат внимание на пругата, туку на други работи. Читаат книги, пишуваат SMS пораки или спијат. Сите машиновозачи кои покажале вакво однесување на работното место се отпуштени, а најавена е построга контрола за останатите.
Подржувачите на соборениот египетски председател Мухамед Мурси се противат на повиците да прекинат со протестите во земјата. Происламистичките демонстранти денеска повикаа на одржување на нови протести покрај барањето од владата тие да запрат. Рано изутрината тие извекувале само преку нашите мртви тела. Повеќе од 260 луѓе загинаа по ескалирањето на насилството во Египет по соборувањето на Мурси. Нова тепачка меѓу претениците во парламентот на Тајван. Овој пат причината за тоа биле непомирливите разлики во мислењето околу тоа требали да се распише референдум за изградба на нуклеарна централа во близина на Тајпеј. Во целата мешаница неколку пратеници си размениле тупаници, а фрлале и чаши и шишиња со вода едни кон други. Пред 2 месеци пратениците во Тајван се степаа поради капиталните добивки од данок. Пливачкиот мондијал во Барселона е во фокусот на спортскиот свет деновиве. Вчера вечер надпреварувањата во базинот во Барселона донеса уште еден светски рекорд. Данката Рике Милер Педерсен направи подвиг во водите на базенот во Барселона со новиот светски рекорд на 200 метри градно. Во полуфиналната трка таа делницата ја исплива за 2 минути 19 секунди 11 стотинки, со што за 48 стотинки го подобри досега најдоброто време што и припаѓаше на американката Ребека Сони. Литванката Мелутите нема да плива во оваа дисциплина, па Педерсен останува главна фаворитка за златото во утрешното финале. Во финалните дисциплини, американецот Рајан Лохте конечно го освои првото злато во Барселона, вкупно 13-то за него од светските првенства. Триумфираше на 200 метри мешано. Со време 1:54:98 заврши пред јапонецот Косуке Хагино и пред бразилецот Тиаго Переира. Австралиецот Джеймс Магнусен го одбрани приматот на 100 метри слободно, откако со одличен финиш на трката оствари резултат 47:71 и ги надмина американците Джеймс Фиген и Нейтан Ейдриан. Кај пливачките Зиге Лиу го заслужи златото на 200 метри пеперутка со време 2:04:59. Го издржа нападот на шпанката Миреја Белмонте Гарсија, додека унгарката Катинка Хошу беше третопласирана. Јинг Жао пак беше најбрза во трката на 50 метри грбно, постигнувајќи време 27:29 за победа пред сонародничката Јун Хао Фу и пред јапонката Аја Теракава, која речи си предплатена на бронзените медали на големите настани. Во штафетата 4 пати по 200 метри слободно триумфираше американскиот квартет Ледеки, Врилен, Бипсо и Френклин пред четворките од Австралија и од Франција. Со повеќе информации се гледаме во 14 часот. До тогаш имајте пријатно празнично попладне.